Господине Сали, Државниот завод за ревизија за периодот за кој што вие сте биле министер, во кој што вие сте биде министер, дава исклучително неповолен извештај од страна на ревизијата. За истиот, директорите не дале забелешки, односно признале со тоа дека е во целост точен. Преди се би сакала да знам како ја коментирате ваквата утврдена состојба од страна на Државниот завод за ревизија и бидејќи наговестивте дека немало никакви ефективни мерки за справување со дефектите во функционирање на клиниката за периодот 2019-2020-2021 година, дали очекувате полоши утврдени состојби на клиниката доколку ревизијата се изврши сега за 22 и 23 година? Бидејќи спомнавте дека дополнително во вашето излагање дека сте викнале стручен колегиум и сте побарале мислење за разрешување на состојбата со задолжување на клиниката, како и спроведување на биолошката терапија од самиот директор Нино Васев. Истакнавте дека стручен колегиум ниту сте виделе, ниту сте добиле забелешки од стручен колегиум, ниту сте добиле некакви решенија од директорот Нино Васев, меѓутоа дека по неговото разрешување и вие сте биле дочекани на разрешување во владата. Па дали се соочивте со одредени препреки од страна на владини функционери при разрешувањето на тогашниот директор Нино Васев, односно при поднесување на така наречената негова оставка? Од кого, секако, доколку имало такви притисоци и на кој начин? Ревизијата наведува дека се набавувани лекови за кои што фондот не дал согласност, што е директно кршење на Законот за здравствено осигурување. Па би сакала да знам што представува за вас оваа констатација.